Ние имаме многу системи од минатото. Од Елбит, кога ви го поставивме прашањето дали имате нешто ново набавено од Елбит како Министерство за одбрана, одговоривте не, меѓутоа што со лиценците и со системите кои што веќе постојат и кои се од Елбит, затоа што Елбит кога ќе постави систем може вечно да трае затоа што мора да го обновувате според нивните софтвери. Зависи од системот, но мислам дека веќе секоја земја тоа го прави, секогаш ако ви продадат софтвер да бидете да мора да одржувањето да биде или лиценците од кај нив. Вие знаете многу добро за Центарот за обука на пилоти, што се случува во минатото и тоа е практично неупотребен. Се употребува, но толку средства се потрошат да се затвори, тоа е друго прашање. Сега во овој момент вие знаете таму има не знам дали сте биле, но тоа е еден преубав центар. Па добро, може да го снимиме. Во секое време, дојдете да видите тие симулатори што се направени за МИ-17 24, каде што секој ден може да вежба да стане пилот, каде што може како регионален центар да биде и на НАТО и така натака. Но сега паралелно ние како министерство имаме еден договор со Леонардо кој е таков каков што е, мора од друга страна целиот винг да оди на вежби, односно на тренинг, и тоа ќе се случи многу брзо за да се научи целосно на платформата на Леонардо. Тука сега е малце нејасно како ќе се употреби центар кој што сега има од Елбит софтвер и како ќе се... Едно од прашањето јас требаше овој месец да заминеме на средба со Леонардо, мислам тоа ќе се случи следниот месец, да се види хеликоптерот директно. Првиот ќе ве поканам и вас ако сакате да дојдете директно од лице место да се види што се работи, колку средства се трошат и најтранспарентно тоа да го објавиме. Но ќе го отварам прашањето и за овој центар. Односно за Центарот за обука на пилоти, да го разговараме, секако тоа ќе го направам заедно со армијата, бидејќи станува многу огромен број на средства што треба да се вложат да се стави во оператива. Тоа се сериозни суми, зборувам за десетици милиони евра. Ако гледаме долгорочно, ако ние веќе ги набавиме Леонардо хеликоптери, треба да размислуваме и платформите да бидат слични. Да видиме некое решение каде што заедно со НАТО ќе разговараме, ако имаме можност да стане регионален центар. Јас нема да го брзам да само да ви кажам НАТО во средства во тој центар. И да стане регионален центар каде што многу ќе го користат, бидејќи ова може да се заработува како држава од сето ова, но внимателно ќе го водиме овој процес и заеднички ќе го споделиме со